Мене тоа ми беше многу екзотично и многу примамливо да дојдам во Македонија и да се обидам тука да изградам успешна приказна. Твоето доаѓање на кормилото на Реплек беше внимателно следено од јавноста, затоа што се случи на еден, барем за Македонија, неортодоксен начин. Не? Тие презеде не со откупување, туку со идеја. Луѓето не се ресурс на компанијата. Ние размислувањето го менуваме и велиме луѓето се компанијата. Како тука балансираш помеѓу учењето и егото кое што се јавува секако со позицијата со моќта? Јас знаев дека оваа компанија може повеќе и верував дека оваа компанија еден ден ќе има прилика да го покаже тоа. И ја сакав многу компанијата и се уште ја сакам. Добре дојдовте во Leadershift. Јас и Лијанчо денес имаме една исклучителна прилика да зборуваме со еден многу интересен гостин, бидејќи неговата лидерска приказна е многу свежа и целата јавност практично ја пратеше неговата кариера во последните години. Станува збор за Душан Пецовски, генерален директор и председател на бордот на директори на Реплек АД. Добре дојде. Добро најдов. Здраво и тебе, Лијанчо. Здраво. Душан, кога те поканив да дојдеш, да ни бидеш гостин, за да раскажеш твојата лидерска приказна, твојот лидерски пат, ти ми рече, секој лидерски пат е различен, беше така во двумење, меѓутоа потоа рече сепак има некои норми кои што сакам на младите генерации да им се пренесат, затоа што навистина претежно младите генерации ни се изложени на едни различни преголеми очекувања за еден брз успех на социјалните мрежи и дека сепак една успешна кариера си бара и време и залагање и таков е твојот пат. Така што може ли од тука да почнеме, да ни кажеш кои се тие, да речеме, норми кои што треба да ги земеме во предвид како нормален пат за развој на еден лидер? Пред се благодарам за убавата најава и за поканата од ваша страна. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Во однос на прашањето, навистина би се согласил дека е интересно и во однос на младите, денеска мислам дека социјалните мрежи си го прават своето. Ова е навистина на подлабока дискусија, но во контекст на прашањето се согласувам дека малку знаат и да видоизменат реалноста, да ги прикажат работите поинаку отколку што се, но од друга страна тие само го покажуваат резултатот на успехот, односно онаа финална, најинтересна слика, но зад тоа стои навистина еден макотрпен пат, многу труд, многу работа, која што на медиумите и не се гледа секогаш така јасно. Од друга страна, не можам да не констатирам дека младите како треба да имаат очекувања. Треба да имаат желби, треба да имаат високи амбиции. И оно што јас би сакал да го пренесам е дека ги охрабрувам што повеќе да грешат, условно кажано, ако може да кажеме, и тоа да биде на што порана возраст. Значи, што повеќе експериментираат, што повеќе испробуваат, толку побрзо ќе се градат во личности, ќе осознаваат работи, нели, од грешките учиме. Точно. И тука би сакала само да напоменам дека интересното во твојот случај е што ти имаш израснато во една, да речам, европска земја, во Австрија, и дека всушност сепак кариерата и успехот ги постигна тука. И таа порака е добро да се слушне и да се види низ нашата млада популација дека може тука да се гради кариерата, да се направи избор за Македонија. Дефинитивно да. Свесен сум и би се согласил дека многу е атрактивно да се оди во странство, да се напушти Македонија. Не сум против тоа. Во основа сметам дека треба луѓето да патуваат, да ствараат искуства, да собираат знаење, да експериментираат, да гледаат нови начини на правење на нештата. Но сепак крајната цел да биде враќање во татковината, враќање во Македонија и да се даде тоа што
што се собрало како искуство. Во мојот личен случај, за разлика од одлуката која што беше исклучиво моја да се вратам во Македонија, одлуката да заминам во странство беше на моите родители во 1989 година, на мои 4 години. Моите родители одлучуваат да се преселат во Австрија, да си ја бараат среќата таму. Благодарение на таа нивна одлука имав прилика да растам, да се образувам и да градам кариера и да работам во Австрија во еден многу поинаков систем со многу ред, со многу правила и со многу дисциплина. И исто како кај нас. Па е различно, си има своји предности, си има секако и своји мани, како и сите системи, но предизвикот да се вратиш во татковината, да се вратиш кон корените е нешто што ме заинтригира да го направам. Што беше клучно? Чисто ме интересира, пошто ти си школован човек на два факултети различни, со две магистратури во врвни школи, со започната кариера во Австрија и во еден момент викаш не, ја ти си одам во Македонија. Како се доаѓа до таа одлука? Што те измотивира баш конкретно, дали имаш некој? Па да бидам искрен, тогаш кога соопштив на моите родители дека јас ќе се враќам во Македонија, тие ми рекоа па сите го одат обратниот пат, од Македонија сакаат надвор додат. Мене тоа ми беше многу екзотично и многу примамливо да дојдам во Македонија и да се обидам тука да изградам успешна приказна. Не велам дека тоа беше лесна одлука и не велам дека патот беше едноставен, но се покажа како позитивен. Ова е многу важно што и да се вратам назад на претходното прашање, околу очекувањата на помладите генерации. Ти се врати од 2011, така беше? 2011. Дури после 10 години, да речеме, дојде овој клучниот успех што се случи, но клучно е дека тој не се случува преку ноќ. Значи, за жал, има една, како да кажем, еден тренд кој е изфорсиран, она што кажа од социјалните мрежи, да младите луѓе имаат желба за instant gratification, го викаат тоа енглезиве. Значи, сакам сега и одма, не? Од една страна, а тоа е па подгревано оној fear of missing out, да не пропуштам нешто, не? Така да, тоа е занимливо дека тоа нема да се случи преку ноќ и дека не си ја сработиш домашната, нема да очекуваш успех. И сега, твојата домашна беше многу занимлива, ми се чини, и твоето доаѓање на кормилото на Реплек беше внимателно следено од јавноста, затоа се случи на еден, барем за Македонија, неортодоксен начин. Не? Практично една фирма која што била прецизирана во 90-те години, сите знаеме како тоа се случуваше пред толку години, тие презеде не со откупување, туку со идеја, со предлагање на акционерска структура на нов правец на задвижување на фирмата. И јасно е дека тоа си го изградил низ тие 10 години додека беше во Реплек. И тоа е јасно и се базира на твоето образование и така натаму. Мене ми е прашањето како успеа тоа да го искомуницираш со акционерите? Тоа е веројатно најтешкиот дел. Интересно прашање и се надевам дека одговорот ќе биде интересен за нашите гледачи. Би го поделил во два дела. Едниот е на оној дел кој што Илијанчо ти многу го објасни, а тоа е оние 10 години како работење во Реплек пред да се случи промената кај нас во компанијата и потоа по промената, односно самата промена по себе. Јас кога дојдов 2011 во Реплек бев свесен дека каде доаѓам и во каква компанија доаѓам. Компанија со огромна традиција, но и компанија со своји предизвици. Но морам да кажам и да бидам тука реален и искрен дека колегите во секторот, во одделот каде што ме примија на најсрдечен можен начин и тоа беше една од најсветлите точки во мојата кариера во Реплек. Колегата Коста и колегата Гордана, значи јас таму се чувствував многу добре дојден.
Имав прилика да видам што е лидерство од тие двајца повозрасни колеги од мене и несебично споделуваа со мене нивното искуство, кои се предизвиците, кои се можностите, и мислам дека со моето доаѓање успеав и јас бар малку да придонесам компанијата. Тогаш во 2011 имаше 5 странски пазари, присуство во 5 земји, додека пак во 2021 за 10 години компанијата успеа да биде присутна во 25 земји. И тука би сакал да потенцирам дека што све е можно ако вие имате добар тим. Тим само од 3-4 луѓе, но една позитивна енергија, една убава мисла и посветеност на работењето, секако дека не е заслуга само на тие неколку луѓе, заслуга на целата компанија, меѓутоа делокругот во кој што сум работел бил навистина многу пријатен. Споделена визија, значи Апсолутно. со колегите, и е нешто што ве охрабрило. Практично ти кажуваш потенцијалот си го гледал уште пред да влезеш 2011. И кога ќе каже некој кога ќе се види некој голем успех, имал среќа да се појави на едно место во некое време кога неговата улога можел да ја превземе. Меѓутоа кај тебе ситуацијата не е баш таква. Ти веќе од 2011 твориш, значи од 5 пазари 25 создаваш заеднички визии со твоите колеги, со кои што после ја поведуваат идејата што вели Илијанчо да ја обзнаните на вашите стейкхолдери, на акционерите, за да добиете поддршка да влезете во новото време на Реплек. Сега, кој е тоа ново време кое што сега се случува, односно како беше втората фаза? Ти само што ја образложи првата, но еве вторава која што ја следевме и сите овие неколку години. Па само уште малку за онаа прва фаза, мислам дека тој тим демонстрираше како да се работи еден со друг, а не еден против друг. И тоа е нешто што навистина ми беше извонредна лекција, бидејќи во остатокот од компанијата повеќето случаи беа еден против друг. Меѓутоа, да се вратиме на превземањето на компанијата, да, нашата приказна е уникатна, бидејќи тоа не беше некоја отворена позиција каде вие сега ќе аплицирате со вашето CV. Знаете што, јас сакам да бидам генерален директор на Реплек или повели Душко, имаме празна позиција за тебе. Напротив, беше многу макотрпно, беше предизвикувачки и иницијативата ја создадовме самите ние. А ја создадовме бидејќи видовме потенцијал. Видовме нешто што други не успеа да го видат, а тоа е дека Реплек изобилува со неоткрен потенцијал, со вработени кои што имаат извонредни таленти и способности, а кои што немаа прилика да ги демонстрираат. Значи немаше услови, немаше клима во компанијата да дојде квалитетот до израз. И тоа е нешто што ние го препознавме и го презентиравме дека можеме да го понудиме. Колку време ви требаше за да ги убедите тие битни категории на вработени со кои што сега го постигнувате успехот овој период? Значи, колку време треба да се визијата се пренесе, да каскадира и да се мобилизираат вработените кон некое подобро време, нели? Па мислам дека олеснителна околност е што ние не бевме насадени во компанијата од надвор и од некого, туку бевме внатрешни луѓе, значи како што зборувавме пред малку, со работењето 10, 12, 15 години внатре, ние точно знаевме кои се слабостите на компанијата и кои се потенцијалите на компанијата, и кога тргнавме во процес на правење промени, тоа ни послужи и беше од голема полза во нудењето на алтернатива и во образложението кон не само вработените, туку и акционерите, што ние уствари може да донесеме доколку би ја добиле довербата од сите стекхолдери. Ваша приказна нас не беше многу интересна, меѓу другото, затоа што ова се случува во една компанија од 90-тите, приватизирана, и покажува дека е можна сериозна промена дури во такви компании кои што имаат баш легаси акционери, да кажеме, од 90-тите.
Искрено се надевам дека вашиот пример ќе биде нешто што и на други места може да се реплицира, меѓутоа по мене клучна работа е ова како се создава визијата, дека не е баш преку ноќ, и второ дека мора да биде подкрепена со многу знаење од другата страна. Значи не може само идеи да се нафрлуваат, а да немаат основа, тоа може секој, но ако идеја која што ќе фати корен, до неа многу тешко се доаѓа. Се согласувам. Реплек е компанија која датира од 1945 година, со богата традиција, огромна традиција, и Реплек е име кое што одзвучува во ушите на граѓаните. Не е затоа и одговорноста е многу поголема. Значи, ние не превземавме компанија било која, туку компанија која што си има своја традиција, изграден бренд, и поготово повозрасните генерации паметат едно многу поубаво време на компанијата. И ние токму тоа не окуражи дека Реплек заслужува многу повеќе. Реплек го заслужува најдоброто, а Реплековци заслужува перспектива. И тоа беше една од клучните работи која што не измотивира да го направиме тој чекор. Мене ме интересира, бидејќи сега кога менувате, се соочувате со едни, да речеме, претходни рутини на вработените, размислувања, начин на работа. Кога зборуваме за нови достигнувања, нови резултати, тоа значи нови начини на работа, нови стратегии, нови технологии. И сега тука е многу захтевно да се менува мајндсетот на луѓето, и беше навистина магија ти да успееш за кратко време да постигнеш, да ги извадиш од комфорт одредени структури и да го направиш некако смут спојот на новите луѓе кои што влегуваат и носат нови знања, и да ги поттикнеш луѓето кои што се веќе тамо да се качат на бродот кој што сега исплува во една нова дирекција, во една нов правец, и да дадат екстра майл да поминат или да дадат еден дополнителен ефорт за да се постигнат овие резултати кои што сега ги имате видливи после неколку години од превземањето. Да. Би сакал да кажам дека едно е да превземете компанија, односно да смените управа, а друго е да ја раководите истата. И морам да кажам дека не е се лошо што сте го затекнале, значи не значи дека сега ние се ново од нула ќе правиме, туку апсолутно таа компанија е изградена врз некакви си претходни вредности и некој инпут што го давале вработените, значи не е дека ништо не чинело. Едноставно она што е добро го задржуваме и го напредуваме, а тоа што не чини го менуваме и гледаме кои практики би функционирале тука. И не само тоа не е процес кој што денес ќе го направиме и од утре веќе продолжуваме и така е исклесано во камен и нема веќе промени, туку тоа е еден континуиран процес на усовршување и континуиран процес на проверување на практиките, дали се тие најдобрите, и можеби во еден период се добри, но времињата се менуваат, светот се менува, нешто што било добро пред 2 години можеби денес не е. Така да мислам дека тука критичкиот мајндсет е клучен, постојано да ги преиспитувате процесите и процедурите и да се обидувате да ги подобрувате онаму каде што е потребно, а не само да правите промени за да ги направите. Да. Уште едно дополнително прашање кога зборуваме за вака голема промена и земајќи предвид дека една компанија ја сочинуваат луѓето, процесите за работа, значи бизнисот и технологиите. Може ли да ни кажеш каде се става фокусот при вакви големи промени? На кој од овие 3 аспекти прво се работи, па на кој второ? Значи, има ли некој сооднос кој го препознаваш, кој е, да речам, клучот на успехот? Ќе бидам многу краток и 100% би посветил на луѓето. Ако ги имате правите луѓе околу вас, тогаш имате се. Имате предиспозиција и предуслов да градите компанија, да градите систем. Без вистински луѓе, џабе ви се и најдобрите машини и најатрактивните производи. Луѓето ја прават промената. Апсолутно би се посветил 100% на луѓето. Да. Се другото се случува ако имаш прави луѓе, ќе има и нели успехи во другите аспекти на развој. Апсолутно, главниот предуслов е вистинските луѓе на вистинско место, се друго е само напорна работа.
Мене ми е интересно, припремајќи се за денешниот разговор, прочитав некои твои претходни интервјуа и она што ми падна во очи е дека имаш доста фокус на тоа да делегираш задачи на луѓето. Значи, една од најголемите грешки што ја прават врвните луѓе е да влезат во микроменеджмент, не? Делегирањето на задачи на луѓето исто така е да можност, она што ти го спомна претходно, да пораснат, не? Значи, ја, например, сега како се подготувавме или зборувавме на таа тема, јас секогаш сум настојувал да вработувам околу мене луѓе што се спремни да носат одлуки. Не ја да им ги давам на лажичка, него тие мене да ми кажат што треба да правиме, не? Дали во тој правец го движиш твојот тип на раководење? Има ли X фактор за некој да биде дел од твојот тим? Дефинитивно ги делим истите вредности со Илијанчо. Малку ние во пред разговоров малку отворивме некои теми. Зошто тогаш би постоеле корпорации? Зошто би постоеле тимови? Така. Прво, не можете се сам да постигнете. Второ, затоа и постојат сектори и директори кои што ги водат тие сектори, тие се многу поупатени, поготово во секојдневните активности. Тие најдобро знаат во одреден момент каква е состојбата. Да, може да има консултација, може да има насоки и размена на мислења, меѓутоа зошто ви се тогаш вас, колегите и директорите и членовите на тимот, ако вие носите само одлуки, ако вие само им наредувате што треба тие да направат? Зошто постои корпорација и корпоративно управување на едностепен или двостепен систем без разлика, ако еден човек одлучува се? И последно, но и не помалку важно, мислам дека квалитетот што ќе го добиете ако само еден човек носи одлуки, не верувам дека ќе биде добар. И не верувам дека решенијата кои што во компанијата ќе бидат понудени ќе бидат најдобрите можни решенија. А во однос на X факторот, мислам дека зборам од личното искуство, тимот го формираме по одредени вредности кои што треба секој член во истиот да ги носи во себе. Во Реплек предпочитаме традиционални вредности. Традиционални вредности не во смисол на фамилиарни вредности и семејни вредности, туку традиционални од аспект на да има човекот интегритет, да е искрен, да е посветен на работата, да е отворен за нови нешта. Тоа се едни од клучните вредности кои што ние ги бараме, значи да ни се поклопат визиите и исто така предуслов во Реплек не е полот, дали ќе биде машко или женско, раса, вероисповед, боја на кожа, етничка припадност, исклучиво се водиме од квалитет. Значи, квалитетни вработени. Нас не интересира да имаме джендер баланс, толку проценти, волку проценти. Значи, мислам дека тоа е малку се злоупотребува таа тема, да не бидам погрешно сватен. Реплек е традиционална компанија која што повеќето се дами и имаме извонредни колешки, дури во највисокиот менеджмент половината се жени. И ние се гордееме со тоа, но не ги бираме по пол вработените, туку исклучиво по квалитет. Тоа е многу поента ова, затоа што таа диверсификација која се бара по различни критериуми, некои луѓе сваќаат буквално дека треба да имаш толку и толку проценти. А во суштина крајниот резултат е важен. Ако не повлекуваш таленти од различни типови на луѓе, нема да ги имаш најдобрите таленти. Значи на крај и од најдобар интерес на организациите да влезат во таков тип на вработување. Една позната изрека вели преку сличностите се поврзуваме, да се поврзаме со визијата, меѓутоа преку различностите растеме. Да. Со значи дека што поразлични инпути во од различни членови на тимот, толку побогати и посеопфатни одлуки. Исто така порано се сметаше дека еден менаџер ако е незаменлив, практично ако е клучна алка,
највеќе вреден за компанијата. Меѓутоа сега дојде време каде што бидејќи побрза динамика и сега не зборувам само за C-level функции, него воопшто одговорните функции во компанијата, дека што повеќе човек значи направил систем каде што тој кога не е тамо, менаџерот, функционира и без него, толку е поквалитетен. И на некој начин тоа се случува со создавање на наследници, со пренос на знаењата, преку менторирање и сето тоа. Колку на ова давате акцент и колку сте постигнале да одредени клучни алки да ги нема, да функционира системот? Тина, мислам дека времето или ерата на незаменливи лидери е во залез. Значи, да не бидам погрешно сватен, може би во одредени периоди и одредени прилики било важно компанијата да преживе и да се преброди од еден период и требало цврста рака. Но мислам дека влегуваме во една нова фаза каде што е пресудно да има развој, да има креативност, да има идеи. И тоа со едноумие не бива. Дефинитивно една од најголемите обврски на секој лидер е да идентификува наследници, да направи тим и да направи систем кој што ќе биде самоодржлив. Значи, мислам дека е многу поразително и депресивно ако ние се водиме од идејата дека без некого не се може или еден човек знае се и без него ќе пропаднат работите. Тоа значи дека повеќето компании се осудени на пропаст, нели? Напротив, јас сум многу горд на тимот кој што го имаме создадено и буквално се чувствувам комотен и да отидам на пат и да отсуствувам. Знам дека колегите во својот делокруг секогаш ќе ја донесат најдобрата можна одлука. Тука апсолутно тоа базира и на доверба и на досегашно искуство и мислам дека тоа е непроценливо богатство. Добре, интересна работа. Тоа е, бидејќи нели овој подкаст е посветен на лидерство, многу често луѓето сака да ги класифицираат работите. И сака да кажат дека има вакви лидери, онакви лидери, па сега не знам автократски лидер, па технократски, па не знам демократски лидери, така натаму. По мене, тоа е вештачка поделба, затоа што во суштина начинот на кој се води компанијата зависи од времињата. Убаво кажа, значи има времиња кога треба да се лидерот да застане и да преземе одговорност, носејќи ги можеби сите одлуки кога е потребно. Меѓутоа во време на развој треба да се собираат што е можно повеќе може тука да ти опондирам малце. А всушност ти зборуваш за ситуационо лидерство или за адаптивно лидерство, дека ние мора да ги познаваме различни лидерски стилови за да знаеме кога некогаш на пример во криза, да, нема време за демократија, мора да донесе одлука оној кој што ќе донесе одлука. Меѓутоа, што е поентата со лидерскиот стил? Сепак секој мора да има свој некој лидерски стил кој што во нормални времења го употребува. Ако ние имаме луѓе кои што тоа се случува и во компании и во институции, каде што сега кога сака да донесе автократска одлука, дури вештачка криза може да се создаде за да се оправда автократското носење на одлуки. И тоа е сето временски детерминирано, но ние ако сакаме да имаме еден континуитет на едно здраво лидерство што ќе создаде здрава средина, тогаш апсолутно овие стилови не се тие кои што треба да доминираат. Во 80-90% од времето не може криза да биде и да бидеме автократи. Ние мора да имаме однос кон луѓето, демократски, инспиративен лидерски стил, да ги развиваме луѓето, значи да трансформацијски лидерски стил. Има многу лидерски стилови кои што се едноставно потребни заради тоа што се менуваат времињата, луѓето се менуваат, нивните потреби се менуваат и е потребно да лидерите знаат во кој правец треба да се развиваат. Јас имам ситуации баш кога сум работела со менаџери, при поставување на менаџерот му велат сега ти врати се назад еден чекор, сега си ти директор на менаџер на популацијава тука на вработените, ти не можеш сега да бидеш со нив како до сега што беше. И сега со практично доаѓа кај мене на коучинг баш со нарушени релации со тие вработени, бидејќи сака вештачки да створи некоја нова релација, репозиционирање која не е природна. Така да има тука многу што можеме да зборуваме, но и доста зборувавме за тоа каде твоето лидерство се покажа, а тоа е низ промената,
низ преземањето, но како што рече ти не да се преземе, да се води. Сега уште повеќе се гледа лидерството дека на пример мене што ми е многу значено како некој кој што доаѓа од HR човечки ресурси бекграунд, ви имате еден изврсен HR оддел, односно HR-от е поставен, менеджментот за човечки ресурси е поставен на C-level, на ниво на менеджерската маса. И тоа е многу интересно како пракса, која што се уште не се охрабруваат така искрено да ја постават функцијата на менеджмент за човечки ресурси и компаниите на така едно видно место. И ме интересира како, од каде се овие практики, дали доаѓаат од моменталните потреби тука, пошто имавте големи реорганизации, или доаѓаат од твоето сознание од порано и може ли малку околу овој модерен пристап во работењето да ни кажеш нешто? Прво честитки, ретко кој забележува кај нас каде се наоѓа HR во органограмот, али констатацијата е точна. Ние во изминативе 3 години веќе 2 промени крупни направивме во управувањето, во компанијата и во организацијата. Една од тие беше издигнување на човечките ресурси на највисоко можно ниво, директно под генералниот директор, односно во топ менеджментот, на големо чудење и изненадување на повеќето колеги и мислам дека компанијата можеби во тој момент не беше зрела да ги согледа тие работи, но гледам дека времето иде во прилог на тие одлуки. Зошто го направивме тоа? Потребите дефинитивно го изискуваат тоа, светските трендови исто така, но морам да кажам дека јас лично сум голем поборник HR да си го добие своето место во врвот. Дури ние отидовме чекор понапред, HR го прекрстивме во people, односно тоа е сектор за луѓе, бидејќи тој треба да им служи на луѓето. Зошто го направивме тоа? Мислам дека и претходно отворивме на интересна дискусија каде би го ставиле фокусот во компанијата и мислам дека со позиционирањето на people кај нас на врвот многу говори за тоа каде ги ставаме приоритетите. Луѓето не се ресурс на компанијата. Ние размислувањето го менуваме и велиме луѓето се компанијата. Така. Јас тука можам да потврдам. Само ова е многу интересно зашто ова е класично она што викаат англезите walk the talk, знаеш. Едно е да кажеш дека луѓето се важни, а сосема друго да оставиш HR на таа позиција на која дефинитивно не е доволно само да кажеш дека се луѓето важни. Се согласувам. Вие може да пропагирате разни нешта, меѓутоа ако не ги демонстрирате, така губите кредибилитет, а ние верувам дека секојдневно го демонстрираме тоа и луѓето се чувствуваат препознаени и уважени во компанијата. Да. Бидејќи зборуваме за тебе, а ти имаш 2 факултета, може ли да ни кажеш тој професионален развој како одеше, односно што го детерминираше патот, бидејќи факултетите се различни и двата значи ги користиш сега или како може да ни кажеш тука малку од тој дел на професионален развој, а ќе те прашам секако и за ова со лидерството, затоа што тука најмногу е изразено тоа дека го правиш она што го бараш од твоите луѓе. Значи се инволвиран целосно. Морам тука искрено да признам дека од двата факултети едниот дури воопшто да не го користам, компјутерски науки и другиот економија. Економијата е многу позастапена во секојдневието на моето работење, но за волја на вистината пристапот кон одредени проблематики кои што го имам стекнато преку факултетот за компјутерски науки многу ми помага во одредени ситуации, а тоа е поставување на проблематика, изнаоѓање на решенија, пристап кон проблемите и гледање на работите од различни агли. Мислам дека тоа се должи на како инженер, што никогаш не работел како инженер. Се најдовте пак. Апсолутно те разбирам. И јас исто сум си поставил своје прашање, што сум завршил лектор технички факултет, телекомуникации, најтешкиот смер така важеше, не? Иако ние немам работено баш како инженер, баш сакам. Ама ете така ме фрлил животот во селс иницијално. Меѓутоа, инженерите имаат еден посебна, не е тоа дарба, вештина која стекнале,
за системско размислување. И мислам дека во таа смисла не случајно па и често луѓе со IT доаѓаат и на врвни раководни позиции. MBA студиите за нив се измислени. Така. Во Америка почнале инженери да доаѓаат на високи позиции и сватиле дека не знаат како да раководат со луѓе, ајде направиме MBA. Така да тоа е многу природен процес, не уопште не пречи. Секако исто така за развојот како лидер. Практично многу често ми се случува да не многу често, сега и се менува тоа, меѓутоа во прво време кога почнавме со коучинг да работиме со менаџери, да ме повикаат или од HR или самиот генерален директор да побара да работам коучинг со менаџерите, развој на менаџери, лидери, меѓутоа не за него, него еве работи со луѓето. И јас тука прво велам, зошто не и за вас? Зошто да се издвоите од процесот кога ова е вистински моќна приказна која што ќе ја поведете вие, значи луѓето ќе им дадете насока дека е значајно, кој ќе видат дека и за вас важат истите правила, ќе дадат акцент, значи ова е тоа што се вреднува тука. Чим директорот нели е како рол модел влегува во тоа. Кај тебе не беше тоа случај, ти си едноставно отворен за учење, за промени и тука би го поврзала она со млад, успешен, меѓутоа доволно искусен за да води да пренесува искуство. Како тука балансираш помеѓу учењето и егото кое што се јавува секако со позицијата со моќта? Како е кај тебе тука борбата да не преовлада, бидејќи се гледа тоа дека добро умешно се справуваш, его имаат сите, меѓутоа работата да имаме свесно за да го ние раководиме него, а не тоа нас. Интересно прашање, мислам дека можеби треба во два дела да го поделиме. Во однос на егото се согласувам дека секој човек има своје его. Во бизнисот егото треба да го оставите надвор пред портите на компанијата. Можеби тоа ме научило да го трнат на страна. Второ, мислам дека оној што одлучил да престане да учи секој ден се откажал од себе си. Значи, мислам дека е фрустрирачки да решите дека се знаете и да мислите дека сте најпаметен. Напротив, јас секојдневно учам од колегите. Нели, како организациона структура, секој директор е одговорен за сопствен сектор и таа е неговата специјалност. Не можам јас да знам повеќе од него. Дали е тоа оператива, дали е тоа продажба, дали е човечки ресурси, логистика, развој, финанси. Значи, не за џабе тој човек е таму на тоа место. Јас сум тука да координирам, да слушам, и доколку е можно да им се најдам во одредени ситуации. Значи, креирањето на големата слика и раководењето со истата е мојата задача, меѓутоа илузорно јас да мислам дека знам повеќе од некого. Колку погледнаш внатре во себе, колку правиш интроспекција за тоа кои се твоите јаки и слаби страни, имаш ли план за себе? Тоа е тој личен развој кој што оди паралелно со професионалниот. Ако сакаме компанијата да расте и ако сакаме да растеме во континуитет, несомнено дека треба и ние да растеме. Сметам дека секојдневно учам од различни искуства, од различни ситуации, свесен сум каде грешам, знам дека можам и да погрешам и мислам дека најважното е да извлечеме поука од секоја грешка. Следниот пат да не ја повториме или да изреагираме поинаку или да ја донесеме подобрата одлука. Само така може да има прогрес. Искрено, додека те слушам, и на вистина како да читаме на добра книга за лидерство, затоа што бај да би го зборуваш, но така и се однесуваш. Можам низ соработката со тебе тоа да го видам. Но сепак ајде да се навратиме малце оној период кога практично требаше потенцијалот кој го чувствуваш, а тоа е на некој начин како еден гейзер
кој што нели ќе избие на површина, како да се задржи до 10 години, значи да се издржи, како да им се каже на сите оние млади потенцијални менаџери, лидери дека вреди да се издржи 10 години. Значи, кои беа тие начини на да речам себе водење за да издржиш додека дојде вистинската шанса да се подготвиш. Затоа што нели динамичното време велиме сакаме брз успех, гледаме дека во случајов успехот брз е кога ќе го дочекаме. Ама сите оние години додека сме чекале како се издржало да тој потенцијал е товар на некој начин. Ако не го изреализираме ни тежи. Се согласувам дека е огромен товар. Ова апропо првото прашање што го отворивме за брзи успеси, ете колку брзо доаѓа успехот. На крај на ден успехот не е нешто што еднаш се случува и еве го, тоа е успехот и тука завршуваме. Има успеси кои што се случуваат секојдневно. Зависи што третирате за успех. Успех е да направите добар телефонски разговор со партнер. Успех е да напишете добар имейл кој што ќе им послужи на колегите. Успех е и да превземете компанија. Да, многу време помина. Мислам дека предноста е во претходното моје работење дека добро ја осознав компанијата. Добро увидовме кои се слабостите, кои се потенцијалите, што може поинаку, каде грешиме, каде има неискористен потенцијал, што би направил јас доколку би имал прилика еден ден да носам одлуки и да менувам работи. И нешто што ме држело е, јас знаев дека оваа компанија може повеќе и верував дека оваа компанија еден ден ќе има прилика да го покаже тоа. И ја сакав многу компанијата и се уште ја сакам. Мислам дека тие три се клучни елементи. Имав среќа да дочекам приликата да правам промени, меѓутоа тие не ги правам сам, исклучиво ги правам заедно со останатите 430 колеги. Треба да се биде истраен и мислам дека фокусот треба да биде повеќе на работа, на труд, отколку дали ќе имам прилика еден ден да доживам успех или дека ќе ја раководам компанијата. Мислам дека тоа и се случи во реплика. Значи... Се создадоа услови да дојде до промена. Тоа е нешто тие математички да збориме кој експоненцијална функција. Таа полека расте и во еден момент расте нагло или фазна промена што се вика. Сега вие треба да сте подготвени кој ќе дојде тој момент. Да го препознаете. Меѓутоа ако веруваш, значи ако ја сакаш компанија, така како што кажа, ако имаш добар тим, практично не било толку тешко. Значи секој ден има нешто што го гледаш како поместување, како успех. Еве, спомена од 5 земји, 25 земји низ тие 10 години сте успеле со колегите да ги добиете, да ги отворите како пазари. Че секој од тоа било успех кој што само лично човек си го препознава и ако уживаме во тие мали нешта што ни создаваат нели суштината на нашето работење, ќе дојдеме и до поголеми успеси како што се овие сега. Неминовно ќе дојдеме, некако веројатно ќе се изгради целиот тој контекст и истрајноста во ситуацијава не е баш ни толку тешка ако ти си ја сакаш работата и ако ги нели овие подхрануваш овие идеи за успех со колегите, значи визијата. Ти намислам дека клучната разлика е во тоа со какви амбиции, со какви намери влегувате во целата приказна. А ако вие влегувате од материјални побуди и исклучиво ако сте фокусирани на бенефитите кои што ги носи одредена позиција, мислам дека е можеби не најдобриот пристап. Ако вие влегувате со одредена визија и гледате поголемо нешто за компанијата, гледате нанапред 5, 10, 15 години, несомнено дека и бенефитите ќе дојдат. Меѓутоа, ако вие изградите една компанија со здрав систем, со перспектива, со можности, добивате многу повеќе. Таа компанија утре ќе се погрижи за вас. И за вие да имате подобри услови за работа, за вие да сте подобро компензирани. Меѓутоа мора прво да вложите за да добиете и не треба конечната цел да ви биде вашите лични интереси. Ја постојано велам компаниските цели пред личните.
личните ќе си дојдат сами по себе. Така, тоа се заслугите. Меѓутоа, нели како идентификуваме дека лидерот треба да е храбар. Треба да е вреден, всушност за да дојде до таму со многу вложување. Треба да е тимски играч и да делегира, да создава наследници, значи таа култура. Треба да има интегритет. Многу работи треба да имаат. Меѓутоа, исто така треба да има и голема амбиција. И кога е тука, кога сме кај амбицијата, колку, да речам, без страв ги поставувате високите цели пред вашиот тим, пред целата нели компанија, но и пред јавноста. Дали постои резерва кога ќе ги поставите високо целите, или едноставно се впуштате и сте амбициозни и такви сакате да бидете перцепирани? Мислам дека треба да разграничиме цели и желби. Вие може да имате желби, меѓутоа тие да се нереални. А целите сепак треба да бидат аргументирани и издржани и треба да имате кредибилитет пред колегите да објасните дали се тие реални, како би ги постигнале. Значи тука мора да има конструктивна дискусија. Не е тоа дека Душан еден ден му се сонило и ова се нашите цели, ајде сега повелете. Да, види, по реализирайте принцип, ги. знаеш како е, желбите идат у стратегија, а целите се оперативни. Значи, ти може да имаш желби, не знам какви, тие стави ги во долгорочна стратегија. За 10 години сакам да бидеме таму и таму. Ама оперативно кај може да стигнеме оваа година, се целите што се даваат на луѓето, а тие мора да може да ги достигнат. Ама нели треба Иначе- некогаш и да бидеме всушност да се сплашиме од собствените цели и целите на тимот на компанијата, за да едноставно за да тргне помобилизирано, нели не или не се поставиш доволно. цели што не можеш да ги достигнат. П- Рулов кое- там, знаеш како е? Да. Ако направиш една добра проекција, дека годинава може да направиме 100. Што Добро. год да е тоа 100. Со некоја, да кажеме, со некои објективни согледувања. Стави ги целите 107, 108. Нема да ги ставиш 150. Ќе ги разочараш Ете, луѓето. сега не си ги гледал резултатите на реплика последниве Абе, години. добро. Така да, Сега зборам за поединечни таму и луѓе. Многу повеќе од 7% и заради тоа реков дали целите некогаш треба да ни сплашат за да ги постигнеме, за да се охрабриме целосно, да се фокусираме. И тој баланс, практично како се јаде слон. Како се јаде слон, Илијанчо? Залак по залак. Да, Тоа дека знам тука сега. Па да, залак по залак. Значи прво е големе слонот како слика, како перцепција, целите може да бидат огромни, но ако се разложат во планови, кои што кажува Илијанчо, кои што ќе бидат за луѓето прифатливи, да, меѓутоа луѓето сами нема да дадат такви големи цели, затоа што комфорот, статус кво во нашето работење ние на нас нешто како природна состојба и затоа треба лидерите да ги вадат од комфор. И затоа зборуваме колку тие треба да бидат поставени така амбициозно и во случајов и да се постигнат, што се гледа дека имате такви постигнувања. Целите ни се амбициозни и да, беа застрашувачки на почетокот, меѓутоа еве 3 години поминаа каде што ние во континуитет 3 години ги реализираме целите. И мислам дека тука добиваме аргумент плюс дека не се неосновани. Во однос на желби, за тие да прераснат во стратегија, вие треба да знаете кога, треба да стигнете каде и како тоа да го постигнете и тоа сакав и да го кажам со онаа стратешка дискусија и конструктивна дискусија што имаме на ниво на менеджмент редовно. Значи тоа е како еден оркестар. Не свири секој индивидуално, туку буквално тоа треба целото да е хармонично изорганизирано и вие да ги давате насоките и точно да се знае кој што кога прави. И сите ние треба да гледаме големата слика. Само така може да се реализира стратегијата што е зацртана. Ние планираме долгорочно, меѓутоа она што е клучно кај нас, да, можеби делува амбициозно некогаш и застрашувачки, меѓутоа она што е клучно е не се споредуваме со други компании. Па знаеш, овие имаат ваков успех, овие направија тоа, или ние се споредуваме самите со себе. Каде бевме лани, каде бевме пред 2 години, каде беше реплек пред 10 години. И каде сакаме да бидеме во наредните 5, 10 и 15 години. 99% од фокусот ни е таму. Каде сакате да бидете? Во наредните 5-10 години.
Сакаме да бидеме успешна македонска компанија која што е препознаена и во светот и која што во себе носи светски стандарди. Значи, сакаме на младите да им дадеме перспектива да работат во Македонија, во македонска компанија по светски принципи. Значи, да не треба да ја напуштат државата за да го добијат тоа што го имаат замислено. Овде би го надоврзала прашањето за општествена одговорност. Во еден разговор со тебе ми рече да ние сакаме да направиме реплек да биде гордост на Македонија, значи една македонска компанија и надвори тука која што ќе донесе зголемување на стандардот и да има, како рече, 100 реплек такви компании од таков тип, значи општествено одговорни, на тој начин сите да ја унапредиме на земјата. Така да, колку размислувате, еве сега која практично ја ребрендирате, меѓутоа го зајакнувате брендот кој веќе бил поставен и одите во правец и на општествено одговорна компанија. Може ли малку тука да знаеме како тоа би требало да биде као порака и за другите компании, како вие гледате на тоа? Што можат компаниите да направат во македонски услови? Прво, може да се фокусираат самите на себе си. Значи, вие ако создадете услови внатре за вработените, тоа е добар почеток. Тие вработени имаат семејство, нели? Тоа се мултиплицира во просек по 4. Ако компанијата е добра, ако е пријатно место за работа, ако има убав амбиент за креативна мисла, за реализирање на одредени амбиции, кои што се во согласност со компанијските цели, тогаш сте на добар пат. И затоа и кажав, ако има како реплек уште 100 компании, а има во Македонија многу добри компании кои што имаат многу потенцијал, тогаш ќе направиме Македонија подобра за живење. Дефинитивно. Меѓутоа, доброто е кај вас што практично го мерите тоа. Го мерите, значи, искуството на вработените, мерите добросостојба на вработените, мерите аспекти на лидерство, внатрешна култура, јаки и слаби страни. И од тој аспект исто, бидејќи таа методологија една што и сертификација која што ја правиме на национално ниво, за македонските компании да бидат одлично место за работа и живот, и вие влеговте во тој процес. Може ли малку искуствено, дали беше страшно да се отворите, да го слушнете мислењето на вработените и при тоа, затоа што многу компании сакаат да ги напредуваат состојбите, ми е страв да влезат да го видат состојбата, да го слушнат мислењето на вработените. Колку храброст треба за да се слушне мислењето на вработените? Мислам дека со задоволство тоа го направивме, бидејќи сакавме да слушнеме мислење. Можеби предност што јас и колегите околу мене, повеќето од управата се колеги вработени од претходно, можеби половина, малку повеќе од половина. Горе доли знаевме што очекуваме, меѓутоа сакавме да ни се потврди тоа, дали е тоа така, зошто да ни се потврди, за да знаеме после што следува, каде треба да се фокусираме. И не треба да ви е страв да се плаши тоа може само да ви помогне. Да знаете што треба да промените. Многу е лошо да мислите дека се е добро во компанијата. Тоа е краткорочна приказна. Поголем ризик е да решиш да не ги слушаш вработените. Тоа е веќе негова позиција. Да. Добре, ние сега се менуваат времењата, меѓутоа јас исто имам големо искуство и во претходните, да речеме пред 10 години, со направени такви анализи, да речем, на состојбите за вработените, за организацијската култура, се ставаат некако по фиока, да речем. А сега се ставаат на менаџерските маси и се согледува, да, сите заедно сме дошли до оваа состојба. Сите заедно. Хајде да видиме од таму натаму што ќе правиме за да ги подобриме состојбите, затоа што одговорноста е да се подобруваат состојбите, да не се остави стихино да се развива организацијата во тој дел кој што е софт дел или дел на култура на луѓе. Така да тоа е еден одличен пример исто затоа што лидерски е тоа, да се соочиш, дај да го видиме мислењето, окей, да видиме што ќе правиме со тоа. Нашите позиции се такви да ние треба да решаваме проблеми, да надминуваме предизвици, а не да живееме во заблуда и само розевите работи да ги гледаме. Од друга страна, задоволството на вработени го отворивме како тема и сега тука има многу желби. Меѓутоа можностите на компаниите се во одреден период
ограничени. И тука треба да поставите приоритети. Што е најважно, што е помалку важно, што е можеби нешто за воиднина. Меѓутоа, ако планирате долгорочно, дефинитивно треба да се остварат тие работи. Ако се навратам наназад, сакам да верувам дека Реплек денес е подобра компанија и подобро место за работа од пред 3 години. И не само што сакаш да веруваш, тоа го проверивме веројатно со диагностиката, се потврди. Тогаш беше многу интересен фидбекот и твои и од колегите од менаџмент рекоа, сега не интересира до година и наредната година, пошто сега имавме убави промени, резултати, да видиме да го одржиме ова ниво на задоволство, значи уште поголема одговорност, што имаше подигнато задоволство од промената после 3 години. Не знам, на почетокот веројатно имало сомнеш, но од тој сомнеш кон надеж сега веќе во верба дефинитивно се гледа во таа диагностика. Добро, ти практично многу убави ни даде материјал еве за размислување, сите нас и убави твои согледувања. Има ли нешто што остана вака кое што сакаш да го споделиш со нас? Нешто што ти е многу важно, еве да речеме лично, еве за твоето семејство, за твоите деца, за ова да речеме наша улога која што има малце пошироко и од компанијата. Во однос на очекувањата, несомнено дека кога сте на почетокот на новата функција, ќе има резерви, не ве знаат луѓето, односно не ве знаат во тоа светло. Можеби дел од колегите ве познаваат како колега, секако дека ви го знаат барем името, но не знаат што да очекуваат. Вие прв пат се нафаќате на оваа позиција во оваа компанија. И нормално да има резерва. Времето и трудот веројатно зборуваат за себе. Верувам дека до сега не сме разочарале и веќе го препознаваат новото време на Реплек. Колегите, па и соработниците и општествените чинители, сите стейкхолдери на компанијата. Во почеток беше па дали ќе успеат да направат промена во раководството, потоа беше ај добро, им успеа, сега кој знае дали ќе се снајдат овие млади деца. Веќе мислам дека ставот е добро тераат. Да. Добро тераат, компанијата е на добар пат и ми е драго дека е тоа препознаено, но ќе оставам повеќе на другите да коментираат за тоа како води Реплек и повеќе да зборуваат резултатите отколку нашите цели. И остатокот времето ќе покаже. Во однос на пораки, можеби пошто таму ми и најголемиот фокус на помладите генерации би им посакал да не престанат да сонуваат, да имаат надеж и да се охрабрат да испробуваат работи. Не сум против одење надвор од Македонија, но можеби и ова е една убава порака, пола од нашиот менеджмент има поминато време надвор. Дали е тоа Англија, дали е тоа Австралија, дали е Австрија. И мислам дека тоа многу убаво искуство. Да отидете, да видите нова култура, да се соочите со различни луѓе од различни места на светот и сето тоа потоа да го земете со себе, да го вратите назад во Македонија, да го преточите во искуство, во работа, во кариера. Мислам дека е многу убаво нешто. Можеби и во Реплек тоа многу ни помогнало. Ова е одлична порака, мислам за крај, затоа што точно тоа е оној дел кој ние сакавме да го постигнеме со овој подкаст, да покажеме убави приказни и да покажеме дека може подобро. И она баш кога зборуваше за да се вратат луѓето тука затоа што каменот тежи кај што му е местото, дај Боже да имаме навистина повеќе вака успешни приказни кои што тука ќе влеат надеж отколку само да се гледа алтернативата за заминување од тука, затоа што тука можеме да креираме можности. И еве тоа е тоа што денес го добивме од тебе како една вистина одлична порака. Драго ми е ако Реплек е препознаен како такво место, токму тоа е и она највисоката цел што имаме, ако создадеме компанија која што има услови за луѓе од надвор да се вратат во Македонија, мислам дека
сме на добар пат. Македонија има извонреден потенцијал во своите иселеници, значи има одличен пол на кадри, на професионалци ширум светот. Треба само да ги искористиме. Ти благодарам, навистина беше задоволство да се зборува за лидерство со докажан лидер, кој што дополнително, како рече, нема еден успех, очекуваме уште многу успеси за тебе и со тебе и од тебе. Ти благодарам, Илијанча, исто и на тебе. Ви благодарам на сите кои што не следевте во оваа епизода на Leadershift и доколку ви се допаѓаме и сакате да бидете обкружени со вакви убави приказни во вашето секојдневие, да не заследите, значи subscribe на Leadershift.